Добро вечер, почитувани гледачи, вие сте со К3, третото информативно издание во 20:30. Еве ги насловите. Во манастирот Свети Јоаким Осоговски во Крива Паланка денеска се одржа панихида за сите загинати бранители на Република Македонија од воениот конфликт во 2001 година до денес, припадници на АРМ и на полициските сили. На барање на туроператорите од Македонија, листата за субвенционирање туристи е проширена со Израел, Шпанија, Франција и Јужна Кореја. Рампата на граничниот премин Батровци меѓу Србија и Хрватска беше крената само 10 минути откако владата на Србија ги укина контрамерките кои ги воведе кон Хрватска. Со дуелите на 4 најдобри екипи од минатата сезона во македонската кошарка, МЗТ Скопје аеродром, Работнички, Кожув и Куманово, во Охрид во салата Белјанини извори ќе се одржи Суперкупот. Ова се само дел од содржините, за преостанати информации бидете со нас и по рекламите. Добро вечер, почитувани гледачи, тредневник на К3. Во манастирот Свети Јоаким Осоговски во Крива Паланка денеска се одржа панихида за сите загинати бранители на Република Македонија од воениот конфликт во 2001 година до денес, припадници на АРМ и на полициските сили. На панихидата присуствуваше председателот на Република Македонија и врховен командант на вооружените сили на АРМ Ѓорги Иванов, по чие покровителство истата се одржа. Во манастирот Свети Јоаким Осоговски, Крива Паланка, денеска се одржа панихида за сите загинати бранители на Република Македонија од воениот конфликт во 2001 година до денес, припадници на армијата на Република Македонија и полициските сили, на која присуствуваше председателот на Република Македонија и врховен командант на вооружените сили на армијата на Република Македонија Ѓорги Иванов. Со панихидата чинно учествуваше митрополитот Кумановско-Осоговски Јосиф. Председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов, покровител на панихидата, рече дека со истата им се одаде должната почит на бранителите кои ги положија животите за татковината. Со овој чин и овој настан во манастирот Свети Јоаким Осоговски го даваме должна почит и внимание на сите паднати и загинати припадници на армијата и полицијата на Република Македонија кои го дале животот за нашата држава. Тагата и полката останува, особено кај најблиските, но останува и гордоста дека имаме припадници наши на армијата и полицијата кои се жртвувале за нашата држава. Така да останува обврска на нас и на идните поколенија, идните генерации, овој спомен да го чуваат, да го негуваат и да се сеќаваат на нивните херојски дела. На панихидата присуствуваа 183 члена на семејствата на бранителите од целата држава. Началникот на генералштабот на армијата на Република Македонија, генерал подполковник Методија Величковски, генерал подполковник Горанчо Котевски, воен советник на председателот Иванов, министерот за внатрешни работи Митко Чавков, Гордана Јанкуловска, поранешен министер за внатрешни работи, Момеја Кимовски, началник на СВР Куманово, Марин Николовски, началник на Крим полицијата при СВР Куманово, Слагена Митовска, пратеник од Крива Паланка и градоначалникот на Крива Паланка Арсенчо Алексовски. Владе Стојановски, председател на Сдруженијето Обранители Херои на Македонија, татко на загинатиот бранител Горан Стојановски, кој на 8 март 2001 година го положи својот живот за татковината, рече дека Сдруженијето ги застапува интересите и барањата на сите бранители и редовно на состаноци со председателот Иванов, со министрите за внатрешни работи и за одбрана ги решаваат проблемите на семејствата на бранителите, кои најчесто се однесуваат на решавање на стамбеното прашање и во однос на вработувањето. По наше барање секогаш сме биле примени и ги разрешуваме проблемите. Настојуваме согласно законот, дури и покрај законот сака да ни скочат во сусрет. Еве конкретно ќе ви кажам да за децата на бранителите сака да ни скочат дополнително за секој дете на бранител. Председателот кажа дека овие деца не може да водат бизнес, тие самохрани мајки не може да ги помагат сами, за нивне само во државна институција и така ги спроводиме и имаме неколку вработувања од страна на господинот Јовевски во Министерството за одбрана, неколку вработувања во Министерството за внатрешни работи и секако како произлегуваат кадрите согласно со образованието, така ги усмеруваме во институциите. Ова е прва панихида во чест на бранителите на Македонија и, како што истакна Стојановски, ќе настојуваат да стане традиционална. Граѓаните на Куманово не се чувствуваат безбедно на улиците во централното градско подрачје, ниту додека поминуваат улица, ниту додека одат по тротоари. Бараат од општината решавање на овој проблем.
Непрописно паркирани возила, семафори кои не работат, необележани пешачки премини е само дел од сликата во централното градско подрачје. Ке се подобрили безбедноста на пешаците во општината. И покрај зонското паркирање возачите ги оставаат своите возила на недозволени места и на тој начин го блокираат сообраќајот, а подеднакво им отежнуваат и на пешаците кои велат дека воопшто не се чувствуваат безбедно и додека одат по тротоари и додека преминуваат улица. Ја мора да се варкам, не се осеќам безбеден. Па зашто се видиш и нови кола, брза воžnја, види колку гужва, нема семафори, има ли семафор за пешаци овдека? Нема семафори, не работи ништо. Значи уопште не функционише у Куманово ништо. Па затоа што често пати по тротоари идат со точкови, со мотори. Дали институциите реагираат? Па требало би да реагираат. А и пешаци требало би да почитуваат прописи, да поминуваат намо каде што е обележени пешачки премини. Значи и пешаци треба да почитуваат прописи, а и возачите ако на пешачки премини треба да застанат. Пешаци имат предност таму. Они често Градска воžnja знае се колку е градска воžnja. Градска воžnja не е 80 и 90. Да се разберем. 80 и 90 на автопут може да вози, а не овдена. Тоа може да кажа. И ние не внимаваме и возачите, исто. Никако. Зошто? Зашто се брзо вози. Што мислите, кој е виновен? Дали пешаци? Па и пешаци се виновни и тие што возат се виновни, пошто не гледаат знаците, не ги пратат. Граѓаните бараат од градските власти да дадат напори за пешаците да се движат безбедно, а воедно бараат и воведување на ред во сообраќајот во градот, како и обележување на пешачки премини и поставување на соодветни знаци кои ќе бидат во корист и на пешаците и на возачите. Заврши манифестацијата Денови на мед во Куманово и покрај намаленото производство поради временските услови, цената на медот остана иста како и ланската година. Сепак тенденција има на зголемување поради намаленото производство од една страна и стандардно добрата побарувачка за пчелните производи од друга страна. Годинава намалено е производството на мед во Кумановско е заклучокот на членовите на Сдруженијето Пчела од Куманово. Производството се движи од 10 до 15 килограми по кошница. Сепак цената на мед не е зголемена и остана 300 динари за килограм. По оваа сума можаа да се снабдат кумановци на годинешнова 16-та манифестација Денови на мед. Продажбата, заклучија производителите, поминала добро, со оглед на фактот што временските услови не беа наклонети. 13 производители најмногу продаваа ливадски мед, но и други производи: матичен млеч, прополис, полен, мед во комбинација со бадем или лешник и други јаткасти плодови. Па јас ветив после изборот за председател на Сдружение, ветив дека ќе инсистирам да остане таа цена 300 денара. Мислам дека е добра за ова, треба да биде задоволна и другата страна или потрошувачите. И така бидне, ова саемска цена остана 300 денари, а за натаму ќе видиме, има некои најави дека ќе се зголемува цената, ама тоа е индивидуално. Граѓаните се информираа за лековитите својства на медот. Годинава учествуваа и производители на органски мед кои сепак се одлучија да пласираат производи по конвенционална цена. Огромна побарувачка за македонскиот мед има и во европските земји, бидејќи македонското поднебје нуди услови за развој на еколошки, здрава и чиста храна. За сега производителите поради слабата медоносна година не се осмелуваат заеднички да настапат на странските пазари. С обзир на овие тешки временски услови, намалено е доста производството. Едва што се вика стига за задоволување на своји потреби. Нема такво размислување, ако има некоја подобра година, секако дека ќе се организираме за извоз. Тоа посебно важи за органското пчеларење, затоа што органскиот мед овдека нема некој интерес, повисока е цената, така да немаме некој пласман. Кумановските производители ги пласираат производите на домашниот пазар меѓу своја мрежа на клиенти. Тридневната саемска манифестација вклучи едукативни работилници наменети за своите членови и едукација за граѓаните во насока на препознавање на вистинскиот мед и неговите лековити својства.
Вчера вечер во Центарот за култура Трајко Прокопиев во Куманово пред публиката беше прикажана модната ревија Современата мода, инспирирана од модните трендови на 50-тите, 60-тите и 70-тите години на 20-тиот век во организација на Музеот од Куманово. Истата е во рамки на проектот со кој минатата година беше презентирана ревијата Од Алафранга до Современата мода, која беше првопласирана на меѓународниот фестивал во Созопол, соседна Бугарија. Модната ревија Современата мода инспирирана од модните трендови на 50-тите, 60-тите и 70-тите години на 20-тиот век во организација на Националната установа Музеј Куманово, пред присутните ги прикажа модните трендови карактеристични за градската мода, која ги одбележала 3 децении по Втората светска војна. Истата е во рамки на проектот со кој веќе беше презентирана ревијата Од Алафранга до Современата мода. На авторот Анита Ѓорѓиевска, кустос и етнолог во Кумановскиот музеј. Успеав да обезбедам доста голем број на експонати, значи делови од градска носија, машка и женска, кои што се карактеристични за овие модни трендови, така да тие веќе се дел од нашата етнолошка збирка. На тој начин ние избогативме етнолошката збирка, на тој начин ние го и прикажавме нашето богато културно наследство. Модните креации, освен во музејските депоа, треба да бидат представени и пред пошироката јавност, во и надвор од земјава. А во таа насока придонесува поддршката од Министерството за култура на Република Македонија, изјави директорката на Кумановскиот музеј Анита Цветановска. Инаку самиот проект е поддржан и финансиран од Министерството за култура на Република Македонија и истиот проект живее веќе 2 години. Значи, овој проект најпрвин беше роден во Лапидариум на Националната установа Музеј Куманово, а потоа беше представен пред публиката во Крива Паланка и пред публиката во Скопје во Музеот на македонската борба, за да истиот подоцна биде представен во Културно-информативниот центар во Софија и понатаму на меѓународниот фестивал Музите во Созопол, каде што ја освои престижната прва награда на стручното жири, како и специјалната награда за самиот проект. На ревијата беше презентирана и новата современа колекција насловена Славна птица на дизајнерите Александар Рашковиќ и Филип Митевски, инспирирана од 50-тите и 60-тите години на минатиот век. Презадоволни, нормално дека секогаш може подобро, меѓутоа времето си игра своја улога, нормално дека некогаш треба да се затвори колекцијата. Заедно со Филип решивме дека ќе ја затвориме, тоа што го направивме, мислам дека публиката треба да каже каков впечаток сме оставиле. Ние сме презадоволни. Карактеристика на 50-тите години е нагласен струк и широки колкови. Тоа мислам дека го покажавме во нашата ревија. Нормално дека ние не можеме таа мода да ја представиме 100% да речам тука, него ја осовременивме да речам. 2 месеци работевме скоро, па може и повеќе. Имавме доста тешки изработки. Од средината на минатиот век, значи ние се задрживме во специјалните кроеви, значи од наше видување. Според плановите, модната ревија првен ќе биде прикажана во земјава, а потоа и во Љубљана и Созопол, соседна Бугарија. Гореше автомобил во Куманово. Според информациите на регионалниот центар за управување со кризи, возилото се запалило вчера утрото. Автомобилот бил лоциран на улицата Никола Тесла. Територијалната противпожарна единица го гасела со едно противпожарно возило и 5 пожарникари. Старонагоричане располага со многубројни туристички места и бројни споменици на културата, манастири и природни реткости. Општината настојува да користи европски пари со кои се обидува да го промовира и да го искористи богатиот туристички потенцијал и паралелно жителите да имаат економски ползи. Градоначалникот на Старонагоричане Стојковски најави дека ќе аплицира за меѓугранични проекти во соработка со бугарските општини Рила и Ќустендел. Со бројните културно-историски споменици, археолошки локалитети, термални извори, општината Старонагоричане е лидер во североисточниот регион со можност за интензивен развој на туризмот. Руралната општина со најголема површина, но со мал број на жители, постојано аплицира за проекти со кои се труди да ги презентира и потенцира многобројните потенцијали со кои располага и кои се препознатливи не само меѓу македонската, туку и светската јавност. Обсерваторијата Кокино, средновековниот храм Свети Ѓорѓи, манастирите Забел и Карпино, спомен кустур
Творницата Зебрњак, Меморијалниот музеј Асном, Геотермалниот извор Стрновац. Затоа и локалната власт од општината настојува да аплицира за европски пари и да користи расположливи средства од различни програми. Предходните години беше отворен и центар за млади преку проекти и одобрени средства во висина од 500.000 евра од прекуграничната соработка заедно со бугарската општина Рила. Старо Нагоричане користеше 300.000 евра, а со средства од Бирото за рамномерен регионален развој ќе се адаптира просторот за младите. Градоначалникот Стојковски изјави дека со нетрпение го очекува неодамна објавениот повик за прекугранична соработка за кој веќе има договорено со Рила за два проекти. Едниот во вредност од 500.000 евра, другиот за 100.000 евра, кој се однесува на обука на противпожарното друштво. Планираме да направиме од задружниот дом во Младо Нагоричане да го претвориме во еден туристички информационен центар, бидејќи на некој начин во ова апликација и факси овој конкурс најповеќе пари дават за туризмот, така да мислам дека ќе пробаме да направиме еден информативен центар каде што на некој начин ќе може сите туристи, сите добронамерни граѓани и посетители да дојдат во него да видат, да имаме соба на Кокино, соба на Костоперска карпа, соба на Зебрњак, соба на Куклица, соба на Свети Јоаким, значи на некој начин тука да се информира за се она што нуди овој регион, а нормално и општината Старо Нагоричане со сите овие репрезентативни објекти што ги имаме тука, меморијалниот центар. Индиректно за развојот на туристичкиот потенцијал на општината влијае инфраструктурата, затоа општината постојано аплицира и користи средства од различни европски фондови од државата за нови патишта кои ги врзуваат најоддалечените места во општината. За наредниот период општината очекува средства од Светската банка за изградба на два оделни патишта во должина од по 1,2 километри, едниот до Враготурце, а вториот во Младо Нагоричане. И додека општината планира да го развива туристичкиот потенцијал, жителите и самата локална самоуправа изнаоѓаат начини да го решат проблемот со немањето на амбуланта. Во Облавци и Деловци има лекар, но нема во поголемите населени места, како што се селата Старо и Младо Нагоричане, иако објект постои. Младо во Старо Нагоричане, во двете најголеми села и околните што се Челопек, Стрновац, Никулјане, немаме здравствена заштита и тоа е една, да не кажам, од работиве што јас како граначалник се ги имам зацртано, а што тешко ми оди и не можам во овој момент да ја остварам. Моментално, по посетата на премиерот, распишавме оглас како во село Пчиња, така да пробаме и на територија на општината Старо Нагоричано со проглас до граѓаните да добиеме потписи од граѓаните, да собереме 1000 потписи, да можеме да ги ставиме на некој начин амбулантите во Младо и во Старо Нагоричано во функција. Имаме, значи, посебно во Старо Нагоричано нова амбуланта, но сепак не работи. Имаме институција мобилен лекар, тоа е така по еден ден во Старо, во Младо, во Alguња, но сепак тоа не е матичен лекар. Така да моментално имаме проблеми, последни 2-3 години се надеваме на позитивно решение и на разбирање од граѓани. Еве еден апел до граѓаните да ја прифата оваа иницијатива и да на некој начин пробаме, значи, институцијата лекар да ја воспоставиме во општина Старо Нагоричане. Општината се наоѓа на мощна важна позиција, лоцирана помеѓу два коридори и годишно транзитираат огромен број туристи, така што младите од регионот можат во туризмот да ја најдат својата шанса за вработување. Општина Старо Нагоричане зафаќа површина од 451.000 метри квадратни и брои нешто помалку од 5.000 жители. Со грант од Американската амбасада во Македонија ќе биде обновена Златкова кула во Кратово, која е една од 6 зачувани кули во градот. Со проектот е предвидено Кратово да добие нова туристичка атракција во насока на одржлив развој на општината. Со грант од $97.000 на Американската амбасада во Македонија започна реставрацијата и санацијата на Златкова кула во Кратово. Овој споменик на културата е една од 6 сачувани кули во градот, градени во доцниот среден век, а во османлискиот период биле живеалишта на богатите турски бегови. Според проектот планирано е отворање на сувенирница со предмети карактеристични за Кратовскиот крај, културно-информативен центар, како и спомен куќа на македонскиот православен светител Свети Ѓорѓи Кратовски, информираше градоначалникот на Кратово Мита Андоновски. Во Кратово во овој период се реновира Златкова кула, тоа се финансиски средства од $97.000 обезбедени од амбасадата на Соединетите Американски држави. Мислам, 2 кули веќе има реновиране и ова ќе ја реновираме, ќе направиме една спомен соба за Свети Ѓорѓи Кратовски и некои други ќе има уште изложби, така сувенири, и мислам дека
Треба да продолжиме и во иднина, значи да ги реновираме уште другите две кули, со што ќе обезбедиме, значи, за туристите да можат да дојдат и да видат во Кратово повеќе работи. Претходно со средства од Министерството за култура беше санирана саат кулата, а со грант од германската амбасада и Симеќевата кула. Граѓаните посакуваат во блиска иднина да се обноват и преостанатите 3 кули, за да се добие една раскошна архитектонска целина во градот. Во пресред на грејната сезона, дел од кривополнечките домакинства и овој септември побрзаа во набавката на огревно дрво. Додека тие се загрижени за евентуалниот недостиг, долгото чекање за испорака и високите цени, одговорните убедуваат дека поверувачката ќе биде задоволена, потенцирајќи од и Крива Паланка има доволно огревно дрво, дури и залиха. Во пресред на грејната сезона и овој септември кривопаланчани побрзаа да обезбедат огревно дрво, но се жалат на недостигот на дрва, на долгото чекање за испорака, како и на високата цена. На што се греете, на дрва или на дрва, на огревно дрво, да. Дали обезбедивте за предстојната зимска сезона? Слабо. Има нешто, али слабо. Се големи процедури, големи трошки, тоа треба. Цените дали се високи? Па цените за овој стандард се високи. Дали се соодветни на квалитетот на дрвата? Па високи се. Имам си мои дрва си берем, не купувам, ама народ се жали тука, остана без дрва многу. Многу народ остана без дрва. На дрва се греем ја, на дрва. Дали обезбедивте за Не, следната сезона? не сум још бе треба да иде шумар да ми дари чук, да ми даде дозволе да си ги докарам дрвата. Гужва, не може да довеме во ред и не може да постигнат. На дрва. Дали е исплатливо? Па, кад се поевтино исплатливо е. Али тешко се набавljат и нема кој да ми ги набави. За оваа сезона дали набавивте? Па имам мало, али неќе до крај да има. Али тешко. Колку обично кубици ви се потребни за Па име? 6 кубика најмање. Али тешко се набавља и нема кој да ми ги набави. На здраво. Дали обезбедивте за Не се предстојната обезбедил сезона? први пат у живот. Прв пат. Без дрва се. Купувате? Купувам, да. Од Шумско купувам. Али прва година што не дрва немам обезбедено. Дали е висока цената за еден кубик? Цената, она е потешката што нема. Колку ви се потребни 6 кубика. За едно домаќинство? Да, за едно. Не струја е поскапо? Не, на струја не. Тоа не смеш ни да помислиш. Не. Директорот на јавното предпријатие Македонски шуми Жарко Караџовски при редовната посета на подрачната единица Осогово во Крива Паланка информираше дека ова шумско стопанство располага со доволна количина и залиха на квалитетно буково огревно дрво во стовариштата. Се очекува до 15 октомври да бидат завршени испораките на институциите и физичките лица со кои имаат договори. Состојбата во Крива Паланка е добра. Значи, останува некој мал дел од околу 2000, односно 1200 метри кубни кои што треба да се испорачат по договори. Планското производство продолжува и се очекува до крајот на годината да бидат произведени уште околу 3000 метри просторни, вели Караџовски, појаснувајќи ги дезинформациите околу недостигот на огревно дрво, при тоа потенцирајќи дека на пазарот учествуваат и приватните собственици на шуми, кои сами одлучуваат каде ќе ги продаваат дрвата. Значи, ние, како дирекција, издадовме една наредба пред едно месец дена за потребите на пензионерите во Скопје, да од Крива Паланка се однесат точно 13 шлепери со огревно дрво и тоа беше реализирано и завршено и тоа повеќе не се носи. И тоа го направивме затоа што Крива Паланка има доволно шумско богатство и доволно огревно дрво во шумата за да ги задоволи сите потреби на граѓаните, но има и вишок. Значи тој вишок на дрвна маса се движи некаде од 3 до 4000 метри кубни. И тој не треба да стои во Крива Паланка по шумите, туку треба да се дистрибуира во другите градови. Цената на буковото огревно дрво, кое го нуди Кривопаланичкото шумско стопанство, изнесува 2370 денари по метар просторен без обезбеден превоз. Надлежните будно ја следат состојбата со огревно дрво. Вице-премиерот Владимир Пешевски изјави дека цената на дрвата на македонски шуми и количините кои што ќе ги испорачат ќе гарантираат стабилизирање и задржување на истото ниво од минатата година.
Вице-премиерот за економски прашања Владимир Пешевски во денешната посета на складиштето на македонски шуми во Петровец истакна дека владата континуирано ја следи состојбата со снабдување со огревно дрво на пазарот. Ние на секоја седница на влада и на секоја седница на Комисијата за економски систем имаме координација со македонски шуми, шумската полиција, Министерството за транспорт и врски, за земјоделство, за внатрешни работи, со цел да се осигураме дека потребните количини на дрва се обезбедени, подлече Пешевски. Цената, додаде тој, е задржана иста ниво од лани, па шпекулациите дека во текот на годината цената ќе оди на 3500 денари се неточни. Цената на дрвата на македонски шуми и количините кои што ќе ги спорача гарантираат стабилизирање и задржување на истото ниво од минатата година. Бидејќи побарувачката е поголема, македонски шуми превзема обврска евентуалниот недостаток да го надокнади од увоз на дрва, активност која е координирана со владата на Република Македонија. Испораките течат, така да очекуваме целосно стабилизирање на состојбата и сите потребни количини ќе бидат снабдени и граѓаните не треба да бидат загрижени дека ќе има недостаток на дрва и треба да почекаат цената кај приватните да се стабилизира, бидејќи количините на македонски шуми се сепак поголеми, заклучи Пешевски. Македонски шуми од 1 до 22 септември испорачале скоро 70.000 метри кубни на граѓаните на ниво на Македонија, а заедно со приватните шуми дојдовме до бројка од 95.000 метри кубни. Тоа значително придонесува да се задоволи пазарот со дрва, односно да се зголеми конкуренцијата за огревно дрво, а тоа влијаеше и на сите други складови да цената почне да се нормализира, да паѓа и дојде на ланското ниво, појасни директорот на Македонски шуми Жарко Караджовски. Оваа година, потенцира Караджовски, побарувачката е зголемена и Македонски шуми до овој период има испорачано повеќе од 36.000 метри кубни во однос на минатата година, а според проценките годината ќе заврши со 100.000 метри кубни повеќе од лани. Рампата на граничниот премин Батровци меѓу Србија и Хрватска беше крената само 10 минути од како владата на Србија ги укина контрамерките кои ги воведе кон Хрватска. Хрватскиот парламент се самораспушти со одлука што стапува на сила во понеделник на 28 септември. УНИЦЕФ известува дека е потребно да се обезбедат 14 милиони долари за помош на децата бегалци и мигранти во Европа. Рампата на граничниот премин Батровци меѓу Србија и Хрватска беше крената само 10 минути откако владата на Србија ги укина контрамерките кои ги воведе кон Хрватска. Камиони со хрватски регистарски таблички веќе ја минуваат границата, дозволен е увоз на сета хрватска стока. Премиерот Александар Вучиќ рече дека тоа всушност не беа ни мерки, туку само штитење на националниот интерес на земјата, нагласувајќи дека не станува збор за некаква победа на српската влада, туку победа на разумот. Според шефот на српската дипломатија Ивица Дачиќ, укинувањето на контрамерките се голем успех на владата на Србија, но и голем пораст на неодговорната политика на хрватската влада и премиерот Зоран Милановиќ. Хрватскиот парламент се самораспушти, одлука што стапува на сила во понеделник на 28 септември. Сите 123 пратеници гласа едногласно за распуштање на парламентот. Мандатот на пратениците останува во сила до утврдување на новиот состав на парламентот. Парламентарните избори во Хрватска треба да се одржат најдоцна до 60 дена по распуштање на законодавниот орган, односно до крајот на ноември годинава. Одлуката за датумот за одржување на изборите треба да ја донесе председателот. УНИЦЕФ известува дека е потребно да се обезбедат 14 милиони долари за помош на децата бегалци и мигранти во Европа, откако бројот на децата во движење во Европа се зголеми за 80%. Организацијата соопштува дека последните расположливи податоци на Евростат покажуваат дека од јануари до јули 2015 133.000 деца побарале азил во Европска унија, што е просечно 19.000 деца месечно, а секој четврти барател на азил е дете. Поради големиот број деца во движење и поради престојната зима во Европа, наш приоритет сега мора да биде згрижување на овие деца, пораче специјалната координаторка на УНИЦЕФ за бегалска и мигрантска криза во Европа, Мари Пјер Пуарје. Кошаркарите на Работнички се пласира во финалето од Суперкупот, откако попладнево во Охридската сала Билјанин Извори го совлада тимот на Кожуф и тоа изненадувачки лесно, со оглед на тоа што пред мечот беа сметани за големи аутсайдери поради подмладувањето и играчките промени. Куманово во дуел со МЗТ Скопје ќе се обиде да стигне до надпревар за наслов.
Екипата на Работнички е првиот финалист на Huawei Суперкупот, откако во првото полуфинале на денешната програма го преслуша Кожув со 79-56. Надпреварот започна одлично за тимот од Гевгелија. По првата четвртина тимовите се разделија со резултат 15-10 во полза на Кожув. Минималната пауза им годеше на центарци, пошто успеа да го свртат резултатот во нивна корист. Со силна одбрана во вториот период, избраниците на Марин Докузовски направија серија од 9-0, за да екипите заминат на одмор со 39-30 предност на Работнички. Падот на концентрацијата на кошаркарите на Кожув продолжи во третата четвртина, што му овозможи на подмладениот тим на Работнички, предводен од ветеранот Мираковски, да ја зголеми предност и да ја задржи до крајот, за конечни 23 поени предност. Најефикасен кај Работнички беше Бојан Крстевски со 14 поени, 1 скок и 8 асистенции, кај Кожув улогата на некорисен ја имаше Нешовиć со 10 уфрлени поени, 3 асистенции и 3 скока. Работнички ќе го добие својот противник на второто полуфинале помеѓу МЗТ Скопје Аеродром и Куманово. Ракометарките на Куманово по завршените подготовки и контролните надпревари подготвени ги очекуваат дуелите во суперлигашката конкуренција. Според зборовите на тренерот Зоран Јосимовски, неговата екипа е подготвена за предизвиците на првиот меч против Жито Прилеп, иако ослабнати ќе дадат се од себе да остварат значајна победа. Надпреварот требаше да биде одигран викендов на гости кај Жито Прилеп, како и да е Кумановки ќе ги вгостат прилепчанки во вторник вечер пред својата публика. Одложувањето ќе им даде можност на спортските миленички на Куманово подобро да се подготват во пресред на првиот настап во елитата. Предводникот на клубот Зоран Јосимовски истакна дека неговите девојки се расположени за победа. Почнемо првенство во следниот викенд, задоволни од досегашниот развој на настаните. Одигравме 3 пријателски надпревари, во 2 успеавме да издвоиме победа. Се уште очекуваме повраток на повредените ракометарки, така да во догледен период ќе бидеме комплетирани и целосни за да успееме да продолжиме со победи и со добри резултати. Јосимовски нагласи дека клубот од Прилеп е солиден и Кумановки ќе треба да се потрудат за успех. Се уште немаме соодветни информации за да знаеме за каков тим се работи, за каква екипа се работи. Ќе пробаме и ќе ги направиме сите напори да дознаеме што повеќе информации како би се подготвиле што подобро за надпреварот против нив. Што се однесува до поставата, Јосимовски се надева дека ќе може да смета на своите најдобри девојки. Се уште очекуваме повраток на 4 ракометарки, се надевам дека една по една ќе успеат да ни се приклучат и да бидеме се што е можно побројчени во наредниве неколку надпревари. Надпреварот меѓу Куманово и Жито Прилеп е во спортската сала во вторник, тргнува од 20 часот и 30. Млашката ракометна екипа на Куманово со новиот управен одбор и играчкиот кадар најавува дека во новата сезона ќе се обиде да оствари добри резултати. Новиот претседател Бобан Ангеловски пред нашата камера истакна дека и покрај одредени недостатоци оваа екипа е голема перспектива. Ангеловски верува дека мачката ракометна екипа на Куманово конечно е стабилизирана и во мир ќе ги спроведе поставените цели. Тргнавме пред 2 недели, значи беше конституирана управата на машкиот ракометен клуб Куманово. И еве како што гледате во голем број ракометарите се собираат, доаѓаат на тренинзи, затоа што ги пријавивме да се надпреваруваат во прва ракометна лига. Младинската лига нема да се надпреварува оваа година затоа што имаме ракометари кои што половина дел од нив припаѓаат на младинска, дел од нив не припаѓаат и затоа дел од нив не може да се надпреваруваат во младинска лига. Косторот е задоволувачки, јас мислам, затоа што децава минатата година се надпреварува во младинска лига. Имаме играчи кои дојдоа пак, се активираат и кои што уште ќе треба да дојдат. Направивме дел контакти со нив и сакаат да се активираат пак. И они тренираат веќе месец и пол, ако не се лажам, скоро 2. Значи не се доволно спремни, но се базираме на косторот што веќе екзистирал од младинската лига минатата година што се надпреварувале. Првото коло требаше да се одигра на 19. Ние поради технички проблеми не во клубот, туку во салите што ги имаме низ Куманово. Спортската сала нема електрична енергија, таму немаме можност да се надпреваруваме. Оваа сала овдека е школска сала, фалат неколку сијалици, затоа и го одложивме првото коло и во соработка со Сојуз на спортови. Денеска баш имав некои контакти
ми кажаа дека ќе ги направат рефлекторите, сијалиците и дека ќе може до крај на недела или во почетокот на идната недела за останатото коло со Преспа 2010 да го одиграме. Потенцијалот на оваа екипа не е спорен, а низ првенствените мечеви, ракометарите ќе го стекнуваат потребното искуство, кое ќе им користи за најважните мечеви во сезоната. Светското фудбалско првенство во Катар 2022 година ќе започне на 21 ноември, а ќе трае само 28 денови, потврди вчера ФИФА. Финалето на фудбалскиот мундијал ќе се одигра на 18 декември, денот кој е национален празник во Катар. ФИФА претходно донесе дефинитивна одлука дека мундијалот во Катар наместо вообичаено во јуни и јули да се одржи во зима за да се избегнат високите температури што владеат во текот на летото на Арабискиот полуостров. Пред 4 години Катар ја доби организацијата на светското првенство 2022 во конкуренција на Јужна Кореја, Австралија, Соединетите Американски држави и Јапонија. После оваа одлука следуваа серија обвинувања за корупција во ФИФА дека Катар наводно ги подкупил официјалните лица со 3 милиони фунти. Но независната истрага не најде докази за ваквите тврдења и Катар беше ослободен од сите обвиненија. Швајцарското обвинителство отвори случај против председателот на ФИФА Сеп Блатер, кој е обвинет за лошо раководење и злоупотреба на службена должност. Блатер беше испрашуван од обвинителството во седиштето на ФИФА во Цирих и се појавија гласини дека наскоро би можел да биде уапсен. ФИФА објави соопштение дека соработува со истрагата и појасни дека нема да дава дополнителни коментари додека трае истрагата. Председателот на УЕФА Мишел Платини не е замешан во случајот. Бразилските власти ги блокирале сметките на Нејмар и заплениле имот на фудбалерот во вредност од 45 милиони евра. Шпанските и бразилските медиуми пренесуваат дека бразилските власти утврдиле дека бразилецот не платил данок во износ од 15 милиони евра. Според истите извори, темелно се истражува и трансферот на Нејмар од Сантош во Барселона. За подсетување, Барселона објави дека трансферот на младиот напаѓач на Сантош изнесува 57 милиони евра, но подоцна беше откриено дека каталонскиот клуб бразилецот го платил 86 милиони евра, што значи дека Барселона го оштетила шпанскиот буџет за 9 милиони евра. Девета година во низа Роже Федерер е тенисерот кој заработил најмногу од турнирските победи и спонзорските договори, објави Forbes. Магазинот ја објави листата на најуспешните спортисти во светот на тенисот во периодот од 1 јуни 2014 до 1 јуни 2015. Според Forbes, Федерер во наведениот период заработил вкупно 67 милиони долари. Овие цифри се доволна причина 34-годишниот швајцарец се уште да не размислува за крај на кариерата, бидејќи наскоро ќе ја пробие границата од 100 милиони само од турнирските награди. На второто место е првиот тенисер на АТП листата Новак Џоковиќ, кој во истиот период заработил вкупно 48,2 милиона. Трет е Рафаел Надал со 32,5 милиони долари. Далеку за овие тројца е Енди Марей со 22,3 милиони долари. Кај дамите прва на листата е Марија Шарапова која заработила 29,7 милиони долари, а веднаш зад неа Серена Вилијамс со 24,6 милиони. Времето во Македонија беше променливо облачно со сончеви периоди, во јужните и источните делови со повремени врнежи од дожд. Метео. Тоа беше се што подготвивме за третиот дневник. Почитувани гледачи, останете со К3 телевизија и имајте пријатна вечер.